би сториле, ви сакав да ве запрашам околу нашето здравство. Конкретно онкологија, повеќе од 2 години, мојата мајка е веќе почината 2 години. Таму на онкологија лежеше некое време и уште во незино време лекови немаше и до ден денеска буквално исто е, не е променето ништо, освен што никој не е од таму осуден. Што би сториле вие околу се ово? Прво ми е жал што вашата мајка почина и многу мајки, татковци и сестри и браќа таму имат починато, бидејќи таму хаос во онкологија, како и во скоро секој сектор, секоја гранка од медицината во Македонија. Па видите, ова ни се случува, прво да кажам, затоа што, пример, ние имаме тотално неспособни луѓе, прво да почнеме од министерот, кој што Старонов. нема, тој Старонов, тој ба 2 пати, значи беше, па пак го ставија, бидејќи Така, кога беше првиот пат, катастрофа беше. Значи, вториот пат се го ставија затоа што да уништи здравството. Ја мисле па да се поправи. Не, да го уништи, бидејќи една се покажа тотално неспособен и тоа е договор помеѓу партиите, се разбира тука влен, да имаме, како и секогаш, значи се договара толку министерства, толку директорски места, толку ќе се вработат од канес, толку. Нив не ги интересира здравството и затоа нова терече здравството, затоа толку луѓе не умре и тоа е онкологија. Пред 2 години, кога тоа ни се случуваше, кога дознавме што се случува на место Шеќерна водичка, како што спомнавте вие тогаш. Да, на место лекови шеќерна водичка и да му продаваш ти ако сакаш побрзо да бидеш да одиш на диагноза рентген или што и да било, или лекови да добиеш кој што треба наводно, можда и тогаш не му дава, ќе плаќаш тешки пари, илјадници евра и така натаму. Јас тоа го нареков таму во онкологија како да е во концентрационен логор и тие луѓе што беа, дали сестрите и лекарите и други луѓе што учествува во овој покол на пациентите. Сестрата побегна надвор од државата, не се ни врати, мислам дека. Не, само сестрата, поќе луѓе се во прашање, и сестрата, и сестрите, и лекарите, така натаму. Битно директорот е тука. Да, тоа е најбитно дека директорот и замислите, тоа е, јас ги нареков тие злостори, монструми дека се полоши од Менгеле. Менгеле во Втората светска война, познатиот лекар Полошо, кој што убиваше и ги мачеше луѓето, правеше експерименти и така натаму, и така натаму. Сега, јас до сега тоа не е разрешено и никој не е ставен по затвори, никој не е осудуван, тоа некако се турка за да се на еден начин замолчи. Но, што би ние, јас лично како председател, а исто демократи, да сме во опозиција, да сме во ова држава, прво би почнале со повеќе работи, бидејќи за да го средиме здравството треба 3-4 важни работи да се случат. Број 1 не е само да се зголемат платите дупло на здравствените работници и сите кои што работат во здравството, тоа мора да се случи. Тоа не можеш 10, 20, 15, 2000, 10.000 да му зголемуваш на луѓето плати. Тоа треба зголемување, не може лекар во Македонија да е по 2-3 евра примање или медицински сестри под 1500-2000. И врвните лекари нека земат и 10 и 15.000 месечно и 20. Тоа би го направиле, но што е поважно, би креирале во Македонија една инфраструктура од 10 до 12 врвни, современи клинички центри. Не мамутски, како што планира да се изгради во Скопје и да не кошта милиарда евра и повеќе. Значи, ние сакаме да направиме на инфраструктура каде што од 10 до 12 градови, општини поголеми, ќе ги имаме овие центри и таму ќе се лечат 95 до 99% од граѓаните. Значи не само во Скопје како што е до сега. Не смее да биде така. Затоа што прво луѓето што доаѓаат од Струга, Битола и подалечите места низ Македонија, па тие попат изумрат. Имаш ти итни случаи кои што мора да се
некогаш минути се потребни да спасиш човечки живот, а ти го пушташ во Скопје, дори да стигне во Скопје во оваа гужва и свет му треба 5 сати. Дори да го примат ќе пола ден повеќе и нема да го примат, ќе ти умри на вратите. А верувајте дека, еве, јас знам конкретен случај што, од Гевгелија човекот е пуштен во Скопје за да умре во Скопје. Пуштен е жив, по пат, буквално веќе при крај човекот за да почине, и така и се случи, почина во Скопје заради тоа што за нем се препише грешката на Гевгелиската болница. Сигурно, тоа се случува. Значи, треба да се изгради таа инфраструктура, минимум 10 до 12 современи клинички центри, каде што 95 до 99 ќе се решаваат тие проблеми. 5% до 1% треба да имаме некоја врвна, да речеме гранка, каде што не можеме да ги решаваме проблеми, во помалите општини ќе се решават во Скопје. Но и Скопје не сме да се изграден огромен клинички центар, каде и да било. Не е битно дали ќе биде во Сара или ќе биде Драчево. Значи не може, затоа што Скопје сепак е поголем град, преку 500.000 жители, треба во Скопје да се изградат 3 до 4, пример зборувам, на различни локации, помали современи клинички центри, кои што ќе можат да ги лечат граѓаните, а не сите ние сега ќе трчаме Драчево или ќе трчаме во горе во Сара и додека стигнеме таму хаос. Значи тоа е најважно да се направи во Македонија исто. Значи лековите, сите лекови што се супер скапи, има лекови, верувајте ми, по 4, 5, 6 илјади денари, луѓето што не можат да си дозволат, сиромашните граѓани, да не зборувам за пензионерите. 100.000 пензионери има што земаат околу 15.000 денари пензија, имаш 200.000 пензионери што земаат помоц од 25.000 и така натаму. И таа приоритетна листа треба да биде направена, како што кажав, и тоа ќе го направиме, за сите лекови што се скапи да бидат на приоритетната листа. А овие што се по 5, 10, 15 динари не мора ни да бидат. Значи, зборував за тоа и пак ќе кажам, и дека треба да се види, пример, имаме медицински факултет во Штип, имаме во Скопје, пример зборувам. Так. Треба да се види стварно колку нас секоја година ни се потребни лекари. Нас ни се потребни многу лекари, бидејќи сега не специјалисти, например гинеколози, не знам, и други што се струки. Може би моментално ни се потребни заради тоа што ги увезуваме моментално во странство. Да, тоа е точно, тие заминуваат затоа што таму се платени повеќе и имаат подобри услови за работа. Не може еден лекар кој што стварно амбициозен е врвен лекар да ти работи ти во болниците овие наши во Македонија, што ги викам, ги претворија во мртовечици. Нема опрема, нема респект према лекарите, нормално, бидејќи ние како пациенти луѓето сме нервозни, мислиме дека лекарите ни се криви, медицинските сестри. Има и такви, има и луѓе што земаат мито и сакам да кажам дека и четврта работа е да се бориме против криминалот во здравството. Значи, какво мито? Нема мито, нула мито. Во Америка кодите живеат, кажав, преку 30 години, нема мито. Ниеден лекар не бара мито, ниедна медицинска не бара мито. Значи, не сум слушнал некој лекар да 350 милиони жители има во Америка да го бркат за мито. И можда, ајде, да кажеме, има, тоа е нешто неверојатно. Добро, значи, нема. Се носели таму по тие болници во Америка сокче, коваче, нешто над сестра, над пример доктор или вискири, или тоа е само македонска работа? Поклони не се дават. Кога ти му носиш сокче, обланда, не знам тоа што и има и виски, има и виски, има поскапи работи, тоа е подкуп. Нема што нашиот пациент, нашите граѓани, ние да му даваме на некој ти се родило дет. Јас знам луѓе што давале по 2, 3, 5 илјади, као 100 евра, ајде части се докторке, части се. Не смее тоа. Тоа е криминал, тоа е подкуп. Значи ние тоа мора да го искорениме и граѓаните да знаат, не треба да дават на никој ништо. Тие се таму вработени. Но ние сите како граѓани треба да се бориме медицинскиот персонал да зема дупло поголема плата или 200%.
И исто ова што кажав, треба да го уништиме криминалот од здравството. Не може ти лекари да имаш и да му бараш или медицински сестри или не е бито кој на пациентите, а повеќето од нашите пациенти што одат во државни болници се многу сиромаси. Значи, тоа мора да се искорени. Јас мислам дека и има и други работи што треба. Значи, ние мораме, како петта точка, мораме лекови да имаме во резерва. Не може да кажеш нема инсулин. Како бе нема инсулин? Па тендеро, па не порачавме на време, па не знам проблеми имаме со тендерите. Не. Министерот кажал, најнова вест, лекови ќе добиеме за 2 недели. Па што ќе прават пациентите 2 недели? Биолошка терапија за онкологија, луѓето болни од... Па за нив кажа 2 недели. Да, не само 2 недели, тоа е лагата и подолго време. 2,5 години. Значи, подолго време нема. И тоа ни се повторува. Значи, ние мора законски, тие што се, дали е министер, луѓето што треба да набавуваат законски, криминално да ги бркаш, ако тие не набават лекови на време. И лековите треба да имаш во резерва за 6 месеци до година тема. Значи, не можеме ние, ни текнало, сега се променила нова влада, доаѓа, не знаеш кој е полош, па нема, има. Значи, закон треба да се донеси, да се каже, вие сте организатори, вие набавувате лекови и треба тие лекови јавно сите ние граѓани да знаеме кога се прават тендерите. А не некои наши, и не е битно дали се од странство некои фирми, кои што се прават во 4 очи и тука се кради милиони евро. Спомнав толку платите за докторите и така натака. Тоа мислам дека би се решило кога ние како македонски народ сите заедно со докторите кои они би повлекле некоја иницијатива заради тоа што нив им е во полза нормално околу нивната плати, кога ние сите би станале на протест заедно со нив, кога би имало маса, толпа на народ, тогаш било која влада нема каде да оди и мора тоа така да го направи. И не само со нив, и со полиција, и со било кој, кога ние како македонски народ би му дале подршка на тие протести, би било тоа така. Јас една работа можем да кажам. Кога некој организира протести, пример синдикатот за здравство, има 2 синдиката, или не знам кој, или лекарите, или медицинските сестри, нормално треба ние сме политичка партија, треба да учествуваме, да им помогнеме во тој протест. Пример, зборувам. Треба и граѓаните, не само македонскиот народ, сите граѓани на Македонија, македонските граѓани. Не се сите граѓани, така. Да, се разбира, да учествуваме во тоа, дали се работи за образование, дали се работи за здравство, дали се работи за вработени во јавната администрација и дали се работи, се разбира, за минимални плати. Не може да луѓето да живеат на 22.200-300 денари или 500 денари. Значи, или дали се работи за пензии, па не може пензија да биде помало од 30.000 денари. Кој може да живее со 15, 17, 20? Значи, ние треба сите граѓани да учествуваме во ова и заеднички да застанеме, не е бито кој, за кои се проблемите, дали е за војската. Гледате професионалните војници ги третираат како обични, не знам, не сакам ни да употребам таков збор. Не им дават пензија. Па не само што не им дават пензија, на 45 години ги бркаат од работа, па најдувајте се па работите што сакате. Не може така, значи треба да се обезбеди пензии, да се обезбедат поголеми плати за професионалните војници и за сите други вработени, треба да се обезбедат, се разбира, услови, а не, пази, слушам, гледам, читам професионални војници, една конзерва од, пример, да речеме, паштета или не знам што ја дела двајца. Тоа е невидена глупост идиотска. А од друга страна, Министерството за одбрана троши пари за нови коли или за шетање, за пати, трошици, бифтеци и така натаму и така натаму. Значи, ние треба да се бориме сите, но само исто сакам да упатам порака и до докторите, и до просветните работници, и до луѓето што се во сите професии, и полиција, и војска, и се, дека ако сакаат да настанат промени, треба да престанат да гласат за овие 3 партии, 4 партии, 5 партии, кои што се веќе на власт и биле на власт, а тоа е 3 децении изборуваме,
Значи, ако ти нон-стоп гласаш за истите кои што ти го уништуваат животот и уништуваат својата држава Македонија, значи нешто не е во ред со нас. И ако ние имаме лекари интелигентни, медицински сестри, просветни работници и сите други работиме во Македонија, нон-стоп, значи знаеме, гледаме колку стотици илјади гласови одат на овие партии кои што, тие се тие партии што не обезбедуваат услови во здравството. Начинавме темата здравство, ја почнавме. Би сакал да запрашам, во последните 6 месеци 20 деца, на жалост, го загубија својот живот, почина, бебиња, деца и така натака. Најновите вести доаѓаат токму од Прилеп, кога 2 близначиња поради премрзненост во 21 век, навистина не во болница, него дома, во домашни услови, но што може државата тука да стори? Дали треба некако да ги згрижи овие сиромашни фамилии, да се можеби да се создадат некои фондови, за ранени умираат деца од премрзаност во 21 век? Сакаш да кажеш државата да се грижи за социјални случаи за сиромашни луѓе. Така е, заради тоа што има многу на Facebook кампањи, броеви, ние, народот, кој колку може донира, државата никогаш ништо, барем 90% не го правите. Како можам да те разберам, ова држава е криминална држава. Секој треба тоа да го знае. 33 години, за жал, доаѓаат криминалци, политичари, кои што имаат единствен интерес да се богатат, да си ги богатат своите фамилии, своите деца и така натаму. Гледате на овие супер богати луѓе кои што го стекнале богатството, 99% од нив со плачки, дали се тоа политичари или бизнисмени. Нивните деца возат Поршина, се школуваат на најскапи факултети во светот, милионери, милиардери некои се, али повеќето се милионери, не ги интересира доброто на Македонија, социјалата, сиромаштијата. Зборуваш за 2 деца дома замрзнале, сигурно тие 2 деца што замрзнале дома, немале родителите да купат не само сиромашно семејство. Па нормално, немале да купат, да потрошат на огрев или на струја пари, Сигурно. немале и да ги хранат кој што треба. Значи државата секојаш треба да му помага на сиромашните граѓани. За да му помага на сиромашните граѓани, треба на власт луѓе да бидат честни и поштени. Без луѓе што се честни и поштени и најважно хумани, ние во Македонија изгубивме хуманост. Немаме ние политичари хумани. Не гледаш цел ден се сликаат по цркви наводно да прикажат дека се тие веруваат во Бога. Какви верување во Бога бе? Тоа е све само сликање и реклама за само себе, демек да ги убедат народа, гласајте пак поново за нас, бидејќи сме ние добри луѓе. Верници. Па видите, што има политичар, оди во црква, се слика таму, користи цела ситуација. Оди политичар со деца со посебни потреби и така натаму се слика, ништо нема направено за тие деца. Дали се деца со аутизам, дали се деца со физичка попреченост, па и не само за деца се разбира за возрастни. Тоа е една голема фарса и знаеш што се случува кај нас, но јас би сакал да спомнам исто дека гледаме по социјалните мрежи, стотици и стотици луѓе бараат, споделуваме помош финансиска да се лечат во странство. Бидејќи тука не можат да се лечат. А зошто не можат тука да се лечат? Секогаш кажувам и пак ќе кажам. Државата, ние треба да имаме финансиски средства за сите луѓе кои што не можат да се лечат, немаме доволно добри лекари, опрема, не знам што немаме, треба да ги пуштаме во странство, ако има за нив лек. Ако има негде, дали е Турција, Америка, Германија, не е бито каде, да тие луѓе се лечат на добар финансиски, на фондот за здравство. Поточно, од буџетот на Македонија секоја година да се одделува за овие луѓе. Мене ми е дури неубаво кој ќе читам и жално е да читаш нон-стоп по фейсбуци, по социјални мрежи, дека некој бара 10, 20, 50, 100.000 евра да оди да се лечи и ги гледаш тие луѓе се неверојатно, некој може да собере пари, некој не може. Не ние да бериме пари за нив, државата да обезбеди финанси, како што кажам. Само така може да одиме напред.
Значи да бидеме хумани, а хуманост кај криминалци, политичари, криминалци, политички структури, јас не ги викам повеќе политички партии, веќе тие прераснаа во злосторнички здруженија, нив не ги интересира Македонија, не ги интересира болни луѓе, пензионери, сиромашни и така натаму, не ги интересира него нив што ги интересира само пари, позиција, власт и што подолго да останат на власт за да не дерат и плачкат.